Името на државата изгледа може да се користи само во насловот на меморандумите кои државниот врв ги испреќа. Инаку, според вордингот на главните политички чинители во Македонија, таа е само нашата држава, нашиот народ, нашата црква, како да немаме официјално име. Попредседателот и премиерот реши да се обрати до Вселенската патриаршија за решавање на проблемот со МПЦО. Но и во тоа, како и во писмото на Пендаровски, речи се никаде и да не се споменува името на државата. Од чие име се обраќаат Пендаровски и Заев? Зошто не го користат името Македонија? Заев се правда, користел црковен наратив. Да, почесто се употребува нашата земја, но се употребува Северна Македонија. Меморандумот е на председател на владата на Република Северна Македонија, апсолутно нема дилеми во овој дел, но сакаме да го користиме и наративот кој што православието и црквата го користи многу често во својот вокабулар и во своите разговори. И Пендаровски како Заев вели во меморандумот стои името на државата, и тоа со големи букви. Името на државата е содржано во заглавието. Значи, председателот на ова и на било која држава, друга, кога пишува писмо до било кого, и во својата држава и надвор, кога има меморандум, пишува Република Северна Македонија, председател. Значи, името на државата, може некому не му се допаѓа, меѓутоа тоа е според уставот името на нашата држава и Република Северна Македонија. Целото уставно име на нашата држава беше содржано на меморандумот и ја ви кажам дека тој фонд е едно 10 пати поголем од фондот на останатиот дел од писмото. Социјалните мрежи по писмата на Заев и Пендаровски до Вартоломеј вријат, не заради содржината, туку токму заради избегнувањето на користењето на зборот македонски, што е зачестена пракса на државниот врв.